Од понеделник стапува на сила законот за меѓуопштинска соработка, кој меѓу другото на општините ќе им овозможи експертска помош во сите сфери на работењето. И од 242 апликации, веќе 180 се оперативни, се инкорпорирани во рамки на базата на експерти која што им е ставена на локалните самоуправи, и од понеделникот дигиталната алатка, софтверот е отворен за сите општини кои што ценат или имаат потреба да аплицираат за да побараат од нас испорака на еден или два или три експерти во зависност од областа за која што им е неопходно. Механизмот за меѓуопштинска соработка е исклучително важен. Механизам кој што и како може да им помогне на општините и во делот на извршување на секојдневните обврски, но и во делот на меѓуопштинската соработка во насока на креирање и реализација на регионални проекти. Секоја општина има свои индивидуални експертски потреби. За поздравување пред се целата оваа иницијатива. Сметам дека на општините, поготово на оние помалите локални самоуправи, им е неопходна одредена поддршка, би ја рекол, не помош, затоа што се справуваме пред се со дефицит на кадри кои што се во делот на стручноста, а пред се во делот на архитекти, градежни инженери, инспектори и така натаму. Очекувам, па и во делот на правните работи во секој случај, очекувам сите овие луѓе кои што би биле во тој дел да бидат на располагање на општините, и дека ќе значи многу кога би се нашле на одредени консултации со одредени правилници да ни бидат од корис дефинитивно на нас општините. Општина Зрновци има потреба од ресурсниот центар, но клучното прашање е колку ќе не чинат услугите и дали ние како општина нив воопшто ќе можеме да ги платиме. Откако ќе ги знаеме деталите, ние како општина ќе донесеме одлука како ќе реагираме. Изјави за телевизија Стар градоначалникот на општина Зрновци Ванчо Митев. Ново е и тоа што владата ќе го мери индексот на развој на секоја општина посебно. Министерството за локална самоуправа и владата од сега ќе го мерат развојниот индекс на општините. Точно ќе се знае секоја општина каде заостанува, каде напредува и каде треба да се инвестира. И точно ќе се знае каде одат финансиските средства од проектите и од донациите.